party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. Upside down, you turning me, turning me. Хей, 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 хей. Down, you turning me, turning me. Пандамониум радио шоу, број 18. Добро вечер, добро дојавте, како што веќе добро знаете. Имаме специјално издание посветено на жените во музиката, жените во хип-хопот поради интернационалниот ден на жената 8 март. Денеска сме 8 март, честит ден на жената. Трече. Честит 8 март и од мене. Здраво Пандамониум радио екипо. Здраво Дарко. Како сме денес? Добре, малце така полунастинато и у некоја полупараноја поради корона, поради новите бројки и некои се надевам избегнати ситуации. Ништо страшно, брат. Не е нешто ново, реално. Се надам дека е окей и дека ќе бидам окей понатака. Како си ти? Одлично, одлично. Понеделнички, спремни со нова селекција, овој пат посветена за жените во хип-хопот и за нивното влијание, за сите нивни accomplishments и све тоа што имаат направено низ целата историја од како постои рапот. Како ја спремавме емисијата вчера и денес, фативме дека има многу, дека нема шанси да поминеме ни се што сакаме и дека онака стварно има премногу во целата историја во последниве 40 на години, таму од 80 навака. Жените имаат огромно влијание врз хип-хоп културата и директно и индиректно. И онака сфативме дека има многу музика што сакаме да пуштиме. Така да денес идеме со некоја да речеме есенцијална, есеншал селекција од се тоа, а може ќе ги ставиме сите песни на некој друго место форма на плейлиста. Се загреваме со музика од претежно 90-ти, значи 80-90-ти, но претежно 90-ти. Некои артисти како MC Light, која слушнавме претходно, The Lady of Rage, Бахамадија или како да се чита тоа. Бахамадија, да. Ке слушнеме уште нешто, уште неколку траки од тој период. Сигурно сте слушнале за Salt and Pepper. Queen Latifah е една од најзначајните женски артисти на почетоците на хип-хоп музиката и културата. Слушаме уште малце музика, па ќе се пуштиме подоцна да разговараме малце подлабоко за жените во 90-тите и на почетокот на 2000-тите. Па потоа како поминува време ќе стигнеме и во новата ера, во денешното време и ќе збориме за женските артисти денес. Може? Може, идеме. Идеме со Salt and Pepper, траката Шуп. Пишете ни у чат да развиеме дискусија и пред се да си поминеме добро и да слушаме добра музика. Идеме. Там концерт овде во Македонија на некој легендарен настап каде што бил некој стар old school head, каде што некој стар рапер MOP едноставно се нема десено сет да не пројде без оваа песна и мене ми е невиден бенгер толку години подоцна, искрено ме радува кога ќе ја слушнам. Да, исто. Ја немав слушнато одамна. Не сме били на некоја таква журка од многу одамна, а дома не слушам таква музика, така да добро ме врати. Иначе, прва селекција која слушаме на почеток, 80-90-ти, рани 2000-ти, е селекција на Activity. Уште која ја предложи идејата да го правиме овој спешал, му кажав дека мора да се погрижи за тој дел, бидејќи лично не сум експерт, морам да признам, и мислам дека направи одлична селекција. Па така, кажи ни нешто повеќе за првите 5-6 траки што ги слушнавме. Може да идеме редоследно или бар за артистите кои ги слушнавме, онака што ти е тебе хайлайт за нив. Као прво дисклеймер, не сум никаков експерт за музикава која што ја покриваме, само сум еден обичен фан, музички сноп, whatever. Едноставно обожавам музика без разлика дали е продуцирана доколку ми е менува, без разлика дали е машко или женско, ја обожавам. Се разбира. Факт. И слушнавме неколку траки, првата веќе ја спомне и ги кажа, слушнавме песни од Бахамадија, The Lady of Rage, MC Light, и тие се артисти кои што онака и селекцијата не беше хронолошки подредена, бидејќи Бахамадија и The Lady of Rage потекнуваат од 90-ти и тие се многу познати in their own rights, бидејќи Afro Puff се еден таков бенгер. The Lady of Rage, иако нема тоест првиот нејзин албум беше во 1997 години подоцна од како таа ја почна својата кариера, но Afro Puff се една таква песна, таков бенгер каде што онака беше West Coast Classic и не за џабе беше подпишана под Death Row, значи единствениот женски артист кој што беше во иста клапа заедно со Snoop Dogg, заедно со Tupac, Suge Knight, Dr. Dre, па и Dr. Dre и овде на продукција.
You Know How We Do е исто така еден undeniable banger, Бахамадија која што доаѓа од Каролина, исто така еден многу битен артист кој што онака на еден начин го репрезентира тој бум-бап звук каде што е малце потврдо, каде што на еден начин пробуваат и во лирички аспект, а и во деливери и со нивниот вокал, онака да се израмнат со секојдневниот рапер маш било кој во хип-хопот од тоа време. После ја слушнав MC Light, еден од највлијателните и најважните артисти од женскиот пол за почетоците на хип-хопот, бидејќи покрај неа артисти ко Roxanne Shante, артисти ко Salt and Pepper, MC Light, сите тие што биле на еден начин big girls во 1980-тите години, ова била некаква подлога за тие да се искренат понатака и на многу тежок начин успеале да го направат тоа. Не успеале да го направат тоа. MC Light е едно од првите артисти, ако не се лажам, кое што има извадено албум од тоа време, 1989 година, Light as a Rock, прв сол албум од женски рап артист воопшто, што добива и major релиз, не бере, и Roughneck, песната неизина е дури и Grammy nominated, што во 1993 година е неслушната. После слушнавме Salt and Pepper, мислам дека не треба да се збори кои се легендарно дуо, премногу легендарни песни. Нема човек што не ја знае Push It, нема човек што не ја знае Let's Talk About Sex Baby, као дури онака песни кои се многу повеќе од хип-хоп, многу повеќе од поп, со онака антологија на музика, на поп музика. Мислам дека сите генерации постари, помлади ги имаат слушано по реклами, ги имаат слушано по филмови, онака општо познати неколку бенгери. Salt and Pepper се баш такво дуо. Буквално. Тоа ми беше и поентата дека конкретно Push It, например, ми е prime 80s, онака ако хип-хопот било што бил во 80-ти, Push It е врвот на тоа, у смисла ги има сите елементи и целата таа естетика на хип-хоп во 80-ти години. Ептен е погоден ако што треба. Ептен, да. Мене можеби потсеќа на 80-ти Дела Сол нешто ме потсеќа, али тоа е тој Дела звук и Сол, се појавуваат естетика. ептен на крај во 80-тите. И овде, например, Salt and Pepper се битни за еден друг аспект, бидејќи тие уште толку порано од MC Light се активни и во 1985 го вадат својот албум, каде што буквално се надпреваруваат за прво место и со Dougie Fresh, кој што во тоа време бил легендарен битбоксер, легендарен продуцент, артист, уште што не. И едноставно, уште од тогаш се знае која е целата, каков a force to be reckoned with се жените во хип-хопот, бидејќи никогаш уште од самиот почеток не успеале да западнат или да се стават во втор план, со мажите едноставно си го превзеле сето во своје раце и работат од тогаш. И последниот артист кој што слушнавме беше Queen Latifah, кој што кажа и тоа е во нејзиното име, кралица во секој поглед. Многу интересен артист, дел од Native Tongues кликот кој што потекнува од Нью Йорк, она е по потекло од Нью Џерси и уште од касните 80-ти, ако не се лажаме, дел од Native Tongues кликот кој што реков, и е заедно со De La Soul, A Tribe Called Quest, артисти кои што буквално онака се надоврзуваат на нејзината порака која што таа во тоа време ја репрезентира, ги почитуваат жените, зборат најчесто за љубов, зборат за некои работи за кои што не се во тоа време толку многу познати, онака едноставно се алтернативата на сето тоа. Тој бранд тогаш баш добро, баш се поклапа многу со, да речеме, како што каже ти Tribe Called Quest, De La Soul, и она тука доаѓа, се промовира тој conscious mentality, значи добра порака, self-respect, self-love. Feel good music на еден начин. Feel good, али со многу силна порака. Со силна порака секогаш. И тука Queen Latifah, онака мислам дека е првата, и ако ќе бидам искрен, не сум преслушал премногу, ама тоа што имам слушнато од неа е меѓу првите жени кои зборува толку самоуверено на некој начин за сама себе, за незините најблиски, за незините другарки, незината мајка, и токму поради тоа и стои на димакот, а и токму поради тоа е почитувана години подоцна како персоналити пред се, на страна од артист. После музиката таа се пренеси и во филмови, во телевизија, уште каде не, книги почна да пишува, така да е all around, би рекол лик кој што стварно се зацементира во културата со тоа што и секогаш си стои на мисијата да продолжи да го прави тоа. Никогаш се нема
детруирано, никогаш нема фатено некаде на страна, едноставно овде е и цели кон тоа уште од самиот почеток каде што цели. Значи стигнавме некаде почеток на 90-ти, така, тој период сме хронолошки вака за тие што не слушаат со раскажувањето. UNIDY мислам дека 93-та, ако не се лажам, или 95-та, но да, овде сме некаде веќе каде што овде се појавува Death Row, овде се појавува генгста рапот, онака in full mode, West Coast е booming, се појавува Tupac, се појавува Biggie Smalls, се појавуваат многу работи, значи активен е истокот, активен е западот. Се менува многу работи тематиката, се менува да. естетиката, се менува оверал звукот, станува многу по тврд, многу по директен, многу по агресивен и тоа се одразува поинаку и на новите женски артисти, така. Апсолутно. Едноставно и тематиката која што тогаш веќе во мејнстримот се обработува станува многу дерогативна, спотовите, визуализациите малце ги представуваат жените на поинаков начин. И тоа е превалентно и е се гледа и е видливо низ сите тие години кои што би ги нарекол златните години, the golden age of hip hop. И тоа значи некаде 93-та па до 98-та би рекол, не знам кој е тој точно период, но овде ова време веќе се појавуваат и баш ги имаме, ние гледавме и така ја направивме листава на артисти кои што сакаме да ги избориме. И овде онака ги запишав две имења кои што мене онака ми беа неизбежни за од овој период, а тоа се Foxy Brown и Lil Kim. Две жени кои што онака во свое време го воспоставиле новиот стандард за што значи да се биде женски рапер и онака и артист подопшто во тоа време. Каде да почнеме, брат? Lil Kim, да збориме за Lil Kim. Многу интересен рапер, многу интересен артист кој што си го има свртено на еден начин рапот и се тоа што значи во тоа време, наопаку и го има искористено за свој гейн. За свој на цела Bad Boy на цел Bad Boy клик, да. Lil Kim е дел, не знам колку луѓето знаат, ама е дел од Junior Mafia екипата, таа е на екипата на Biggie Smalls. Директно е поврзана со него, значи под негово крило, значи цело време продуцира, на негови албуми се наоѓа. Искрено страшен рапер, иако незиниот изглед не укажува кон тоа, но тоа е целата естетика и тоа е целата работа околу неа. Значи тоа што е страшен рапер и квалитетна и се, тоа е едната страна. Другата страна е тоа што она е прв женски артист што почнува да се облака на начинот на кој што сега се облакаат, да речеме, Ники, Карди Би и многу женски артисти, значи скрос разголена, не се срами од тоа, сака да го покаже, у текстовите го збори, тотално го менува пристапот кон рапувањето, не е веќе во таа улога која што била Queen Latifah или некој друг претходно, као по смирен, да речам, како да кажам, па на еден начин знаеш како цензуриран или на некој начин женски артист, она онака скрос се отвара и го кажува тоа што стварно го мисли, како што викаш ти ја врти играта на скроз друга страна, покрај рапувањето, целата естетика, целиот изглед, целиот пристап кон стварите и дава нова димензија и ја крева многу повисоко, ја турка многу понапред. Така. Го менува звукот, значи иако битовите се остануваат такви да се почнува да рапува на го има тој slick flow, ги има тие рими интересни каде што го кажува тоа што го кажува онака и го кажува на свој начин. И едноставно луѓето немаат што да прават освен да го прифатат тоа. Се оставени без никаков избор за тоа. И мене тоа ми се многу свиќа дека стварно го користи моментот каде што, кој што кажа, целата таа мода, целата таа неизина естетика ја прави своја да биде и тоа веќе станува онака камени за понатака. Станува еден вид на stepping stone за после за сите жени артисти да продолжат да го прават тоа и да го користат као одскочна даска со цел да се прогресираат во една индустрија која што е хип-хопот, која што е предоминентно машка. Дали е тоа добро или лошо, тоа е друга тема, али факт е дека многу женски артисти го земале тој пат и најверојатно многу женски артисти така се осеќаат. Lil Kim била првата која успеала да направи тоа да е окей. Него многу интересна причата што е прикажана на филмот, на документарецот за Biggie. Не документарецот овој новиот, него тој филмот стариот до 2009 година, играниот филм. Таму Lil Kim и Biggie кога се заедно, она му рапува на него. Ако добро се сеќавам, и првиот пат кога му рапува пробува да звучи како машко. Онака рапува како него, да речем. И онека
Добре, ама ми како што е проблемот? И вика па дај нешто демек, сакам да слушнам нешто по-женско, сакам да слушнам ти како се осеќаш, не да бидеш у моја кожа демек, тука сакам да видам баш ти да се искажеш на твојот начин. И тука она го менува тематиката, го менува флоуто многу по-секси, многу по-женско. И кога вика тоа е тоа. И од после тоа она си го гради тој стил. Не знам дали е тоа така представено само на филмот или стварно било така, али верувам дека На крајот на денот Биги бил заложен за цела Junior мафија, стварно има работено и Lil Kim во тоа време има многу монументални моменти, значи ги знаеме и ти ги имаш и пуштано и низ клубови. Несомнено е дека нема диџеј што нема пуштано неизина песна уште од тоа време. Ја ги памтам онака песните кои што се вртеа од неа по клубови. И од друга страна, као паралела ја зедов и Foxy Brown која што исто во овој период твори. И таа е малце поинаква, иако имаат некои слични, као на еден начин се истото, но многу поразлично, бидејќи Foxy Brown не е до тој степен онака доминантна ко Lil Kim, но талентот го има тој флоу, го има тоа деливери и буквално соработува со другата страна на најпознатите рапери, ко Кормега, Аз, Нас, формираат супер група која што се вика The Firm, која што е под закрило на Dr. Dre, он се грижи за целата продукција, овде вадат еден албум, а и заедно со Dr. Dre и со многу други артисти, ко Scott Storch, вадат и албуми цели за неизината соло кариера. И таа и овде се воспоставува како многу сериозен MC, каде што онака го има тој стрик ток, ама кој што велиш тие секси, целото тоа звучи многу поинаку, многу е поженствено и на еден начин не ни мора да збори, бидејќи таа е неизината реалност, таа е порасната во гетото, тоа е неизината реалност, но го прави на начин да звучи женски, онака да звучи привлечно и да звучи многу поинаку. И естетиката е многу поразлична околу сето тоа што го прави. И репрезентира страната, другата страна, женската страна на сето. Други очи, онака низ друга призма ја презентира истата слика што се случува на улиците. Уште една работа пред да слушнеме неколку траки од Foxy Brown и од Lil Kim. Со тука во 90-тите првпат настанува оној феномен да има борба помеѓу женските артисти на сцената и да се има борба за превласт, да владее еден женски артист, што може да се каже дека во мејнстримот трае до ден денес. Постојано има еден кој е на врвот, а другите се некако тука од страна и пробуваат да го земат тоа место. Овде првпат почнува таа борба. Ке збориме покасно, ќе видиме, според мене денес не е веќе така, денес поради интернетот и поради стриминг платформите женските артисти, не само женските, него сите артисти си го наоѓаат својот пат. Така, може да креираат свои фан бази кои што онака ги издржуваат на свој органски начин, додека во ова време многу била битна индустријата што прави за тебе кој артист за ти да можеш да успееш, инаку многу било тешко бидејќи немало никаква достапност до интернет и се било физичко. Дарко, мислам дека зборевме доста, сега да се вратиме малце на музика. Морам да прочитам само еден коментар од Драги, Uncle Драги, big up, респект, човекот со најдобри информации во чет. Малце историја за Шарок. Шарок, најверојатно првиот женски MC, барем официјално најверојатно така се смета уште од 1979 година, така да ме повисо моите факти. Така да тоа е интересен факт. Да слушаме малце музика, доста зборевме, ова е само прв дел, зборевме за 90-ти, средина на 90-ти, слушаме музика од Foxy Brown, Lil Kim и ред други жени и продолжуваме понатака хронолошки, одиме, се ближиме кон 2000-тите. Идеме со Foxy Brown, Blackstreet, Get Me Home. Уживајте. Ова е една трака која перфектно се вклопи во нашата траклиста за вечерва, бидејќи е направена од една all-star постава на женски артисти од 90-тите, Lil Kim, Angie Martinez, Лиза, Left Eye Lopez, Missy Elliott, заборавам уште некој? Помислам дека тие беа тие. The Brat, да. Missy Elliott, ја спомнав. Многу интересно, ја спомна Курчо Heather B, која има неколку класика траки онака, а исто така тука гледаме Angie Martinez, ја спомнавме Queen Latifah. Голем дел од женските артисти, рапери од 90-тите денес имаат улога на водители, радио персоналитис или општо ТВ персоналитис како Queen Latifah, например.
што е многу интересно бидејќи си го нашле својот правец и своето изразување на во хип-хоп културата на малце поинаков начин и се многу добри во тоа. Енџи Мартинес имаше легендарно morning show на Hot 97, во моментов е на Power 105. Се префрли после долга историја После долги нив. години, Јап. заедно со сега во моментов на исто радио со Charlamagne the God. За тие што не знаат, а Heather B е ководител на Sway in the Morning, кој што е на легендарна емисија од Нью Йорк, така да и двете се многу почитувани и се На многу многу добри. важни места мене ако ме прашаш за да се биде онака. И се многу добри во тоа што го прават. Апсолутно, апсолутно. Се дешава на некој фристайл да влезе и Heather B и да направи партал така што и Енџи Мартинес е буквално кој што каже Курчо the voice of hip hop, the voice of New York буквално Се слагам скроз. и тоа е преседан. Нема бегање од тоа. Кој го нема гледано да го гледа интервјуто на Енџи Мартинес со Исе Проки, Раким. кога се јавуваат на мајка му и после му се јавуваат на Легендарно. Раким. Тоа е легендарно интервју, обавезно да го гледате. И има фоллоуап каде што двајцата се сусретнуваат, она ги спојува двајцата. Она ги спојува, да. И Да. тоа е многу добар момент. И затоа дели од другите, брат, дефинитивно. Добро, значи стигнавме некаде конкретно 90-тите. Не може да завршат 90-тите без да ги спомнеме, можеби цело време збориме најголемите, најзначајните, ама стварно секоја од нив е многу значајна. Лорен Хил, Мис Еден- Лорен Хил. еден лик кој мислам дека има трансцендентирано својата соло кариера и кариерата во The Fugees, онака како лик, како име е многу поголемо од се тоа. На крај, знаеш што, најинтересното е што Мис Лорен Хил има извадено само еден албум и тоа е токму овој The Miseducation of Lauryn Hill како соло артист. И сето тоа што има направено со Fugees, сето тоа е онака, значи неоспорливо. Мене Fugees ми се едни од најинтересната група од тоа време, Исто и мене. бидејќи стварно прават и знам зошто. Ај кажи, сакам да знам Значи- зошто на пример ти, пошто зборевме, ама сакам да го кажеш и ова на мајк бидејќи имаме малце поразлични мислења за тоа. Не, Fugees ми се многу интересни бидејќи многу влечат од Карибите и таа, да речеме, по наводници регија култура во тоа време, која е многу сродна со хип-хопот во 90-тите. Иако само Wyclef влече корени директни од Хаити, од Карибите, целата група има некоја конекција. Мис Лорен Хил, нели, потоа има љубовна врска со еден од синовите на Боб Марли, така да и звукот се осеќа, дури и Лорен Хил на албумот уште во првата трака, на првите врсови, рецитира на моменти на тој јамајкански патва сленг. И автоматски кога го слушам тоа ме привлекува да го слушам и тоа е многу интересно бидејќи не само што содржината е супер, звукот е супер и е многу уникатен за своето време. Тоа. Потполно се слагам и има еден друг момент каде што во целото тоа влијание од Карибите каде што го влежат и од Јамајка и доаѓа и тоа љубовта, погледот на животот, погледот малце по другиот и по нешто што трансцендентира над Њу Йорк, како да не знам како да го објаснам, ама во еден момент значи нивната порака, нивниот поглед на живот е многу поразличен него ли артистите од тоа време. Точно. И затоа The Miseducation of Lauryn Hill е толку битен албум и лично за мене, а и воопшто во културата тоа има undeniable влијание низ сите тие години, бидејќи е еден од најпродаваните албуми, еден од најнаградуваните албуми, ако не се лажам, има добиено 10 Греми номинации, од кои 5 ги има добиено ко награди. Што е лудо. Што е лудо во тоа време, е првиот артист да го направи тоа. Понатаму има продадено рекорден број на копии уште First Week Numbers, има направено феноменални исто така и тематиката, брат, продукцијата, неизиното пеење, рапувањето, се тоа као што го кажува неизиниот поглед на живот кој што напоменав, кој што верувам дека потекнува и има влијание од Wyclef Jean и од целата јамајканска култура, е многу битен албум бидејќи стварно збори овде за жената, збори за жената од страната на жената и кон хип-хопот, the mistreatment, the misjudgment и се тоа што може да покрие. Значи многу комплексен албум каде што се збори за многу сериозни работи и доколку онака сакаш да слушнеш нешто од таков карактер, мислам дека тоа треба да ти биде првата интродукција за такво нешто. Токму поради тоа мислам дека има допрено многу подалеку и музиката има стигнато многу пошироко низ целиот свет, баш поради тоа што е, да речеме, многу поуниверзален
во поглед на тематиката отколку да ако споредиме со Lil Kim кој е многу повеќе New York based звук и тематика општо не би можела и девојка од Скопје да се поистоветува со Lil Kim во целост. А пример со Lauryn Hill најверојатно Можеш да најдеш некаква сродност, да. бидејќи пак зборува за љубов, зборува за како се чувствува, зборува за како што кажа, mistreatment и така натаму. Опфаќа многу работи и на пример и соработките за таков рапер кој што е, а сите знаеме дека е феноменален рапер, бидејќи има соработки со нас, има соработки со многу артисти. Овде на албумот е прилично соло, нема нешто многу фичерс, знам дека го има Карлос Сантана, знам дека има Mary J. Blige и така што е стварно многу важен, многу пивател момент во тоа време каде што веќе и станува со ова станува репрезентот за тоа што е и мислам дека затоа го добива и тој легендарен статус бидејќи прави еден цел шифт во целата таа сфера бидејќи е толку високо продаван албум, а не продава for a lack of a better term, не продава секс овде бидејќи стварно продава овде нешто друго. Самиот албум има нова димензија која што е многу битна за сите луѓе и затоа е така примен кој што е. И многу интересно дека и хит сингловите се одлични синглови, се певливи, се радио френдли и пак имаат содржина и порака. Значи, нема трейд-оф помеѓу сега направам хит за радио, ќе зборам речеме поедноставни работи, него се збори сличната тема, се кажува истата порака и има и порака и звучи добро и токму поради тоа мислам дека има толку голем глобален никогаш го нема продаено својот интегритет за хит, така што тоа ми е една од работите за која што највише ја поштам. Big up до четот, сите се сложуваат со нас. Lauryn Hill е една од најголемите женски артисти кои сме веќе тука, да не се пуштаме почесто да прекинуваме музиката. Ајде да поспориме и за некои современици, некои што во мојата глава, верувам и во твојата, артисти кои се тука некаде заедно со кои припаѓаат во истиот кош или во некој сличен кош со Lauryn Hill, кој на пример Ерика Баду. Јас искрено не сум голем фан на Ерика Баду, немам толку преслушано. Незината музика е малце поспора, да речеме, за мој вкус. Што ќе ни кажеш за неа? Па, мислам дека сиот тој правец кој што го зборевме, нео соул, нео R&B, нео фузија на джез, на фанк елементи во музиката каде што е присутно пеење и R&B, мислам дека токму потекнува од нејза, бидејќи стварно во тоа време е единствениот артист кој што го прави тоа. Успева да интерполира онака soul music, да користи елементи од својата култура и да ги слее на таков начин да го извади својот прв албум Baduizm, кој што е феноменален, онака from top to bottom се дешава да го пуштам и да го заборавам. Многу интересен албум бидејќи е многу слеан, кој што кажа, многу е мелоу, мелодичен е. И овде најдоминантна тема е можеби љубов, ама ја изразува на најразлични начини. И тоа го продолжува и низ целата нејзина кариера, па од овде и токму и таа го зачнува целиот муабет каде што почнуваат да се појавуваат многу такви артисти бидејќи се поврзува кој што ги спомнав. И не само женски, туку инспирира и многу машки артисти од тоа време да се приклучат кон неа и да има соработки со артисти ко Каман и да има соработки со или да инспирира луѓе ко Slum Village, J Dilla, да на еден начин после и тоа баш сега го зборевме пред да се уклучиме дека и многу интересен момент овде и на пример е што песната You Got Me од The Roots. Не знам колку луѓе знаат, но иако Ерика Баду е на рефренот, тоа не е нејзин дел, тоа е пишано од Jill Scott, која што ја има пронајдено Questlove, кој што е тапанарот во The Roots, но бидејќи не било доволно познато во тоа време, текстот го даваат и рефренот го даваат на Ерика Баду, па таа го препева. И уште еден фан факт, тоа е продуцирано од Scott Storch. Верували или не? Јас ова го дознав оваа година кога правеа Versus, искрено, не го знаев претходно, да. Да, мене тоа ми е многу луда работа дека во истиот момент онака една година подоцна и една година пред тоа ги има извадено песникот The Next Episode и кој уште што не. Ама он е меѓу првите членови на The Roots, ако не се лажам. Он е founding member, да, кој што после понатака има креирано Terror Squad, па оттаму почна се друго. Да. Да се навратиме на Jill Scott, сакам да кажам бидејќи таа е еден многу тако сличен артист кој што пак иако сличен вади многу онака користи многу spoken word, користи poetry, користи поезија, проза во нејзината музика, многу интересен и специфичен артист. Иако ја ставам во иста линија со Ерика Баду, сама за себе бидејќи
кој што реков и уште пред да стане позната, таа е од Филаделфија, пред да стане позната уште се го покажува својот род талент што го има и кон пеење и кон пишување. И тоа никогаш и таа него не го трга на страна за да се продае за фейм, туку едноставно си останува на тоа и дури мислам дека понатака и соработуваат, но тие кога би рекол онака нио сол, нио фанк, нио джез музика, ме потсеќа директно на Ерика Баду и на Джил Скат. Супер, може да слушаме малце музика, да у едно пуштање да идеме со Лорин Хил, Ерика Баду, Джил Скат, па да влеземе во новиот милениум, така некако може? Може, идеме. Идеме со Do Wap, верувам дека една трака која сите добро ја знаете, една од моите обилени траки од Лорин Хил и можеби најголемиот нејзин хит. Јап. Идеме. Тоа беше Джил Скот со траката Golden, одличен радиски вајб. Музика на Ерика Баду и на Джил Скот дефинитивно одговара супер за на радио. И баш тоа по тоа тебе ти го кажав, мене многу ме потсеќа на она laid back music, онака за дома за да си ја пуштам за во позадина да ми свети и да преубав момент ми дава, не знам зашто, ама кој што реков, Бадуизам, Джил Скат, општо, онака, стварно ми се свиѓаат и мислам дека ми се две онака паралели кои што во секој време можам да ги пуштам и да уживам во цело звонив. Интересно е дека со овие траки намерно или ненамерно влегав му некоја фузија на R&B, на хип-хоп, иако тие два правци се уште од самиот почеток се поврзани меѓу себе. 90-тите прават уште повеќе да се спојат. Дури денеска може и да многу, дури да нема разликата или немаше долго време, па сега повторно се појавува. Али интересно е дека посебно кај женските артисти уште поизразена е таа фузија помеѓу R&B, хип-хоп, бидејќи многу често пеат, многу често битовите се по-смут, има некој вид постар семпл, најчесто од Soul sample, да. Од soul музика и самите битови се најчесто малце по laid back и баш таа граница помеѓу хип-хоп и R&B тотално ја рушат едноставно, не точно. постои, да. Едно од тие артисти, Алија, како и да се Rest in како и да peace, сакаш да ја кажеш, Rest in peace, Алија е наречена принцесов R&B, бидејќи од новата била многу млада, од новата генерација, сите добро ја знаеме поради возвишуване, поради својата убавина, сите ја сакале пред да и се уште сакаат, но за жал има умрено несрекно. Брат, искрен ќе бидам дека Алија ми е еден од омилените артисти од тоа време, бидејќи ги има многу и ова беше моментот каде што почнав да истражувам онака малце повеќе да навлагам во тие R&B води. И сето тоа што го има направено, сето тоа што има креирано за толку краток период кога што и траела кариерата, е многу добро, е wholesome. Има неколку албуми извадено, сите се феноменални онака и сите тие работи што искочеле и после нејзината смрт постхумано, сите се добри бидејќи стварно се погрижиле за да го направат тоа добро. Има неколку легендарни песни кои што онака ден денес се навраќам и има некои моменти кога што има големо влијание на хип-хопот воопшто и има некои артисти кои што и ден денес онака посекуваат да Алија да е тука, еден од нив и J. Cole буквално на Friday Nights Mixtape, потон има и ремикси направено на неколку песни од Алија, каде што тој ја зазема позицијата на рапер и само ги остава нејзините рефрени и ги гради песни околу нив, така што несомнено е целото влијание на Алија врз хип-хоп музиката и таа е хип-хоп, не можеш да кажеш дека не е. И тоа да се надоврземе од претходната епизода каде што стварно е хип-хоп, значи без разлика тоа што е R&B, битовите се такви кои што се и неизбежно е да се каже дека е еден од најдобрите R&B артисти за според мене. Точно, ама сродни се тие две култури, Секогаш тоа е биле. една култура всушност, посебно во 90-тите, крај на 90-тите, почеток на 2000-ти, една иста работа, како сакаш можеш да го кажеш. Да, и таа знаеш како, според мене Алија го репрезентира еден стил на музика која што во ова време е многу доминантна, каде што секој голем рекорд лейбл, секој голем клик имало еден таков женски вокал каде што бил задолжен за мелодик хукс или нешто такво и ретки се тие кои што успеале да изградат соло кариери. Такви ги има многу. Ашанти, Алија, TLC, од таму искача онака Лефта и која што е феноменален рапер, еден од подобрите женски рапери според мене. И има такви многу моменти во тие
late 90s, early 2000s моменти каде што се случува тоа и има некои женски кои што искачаат и стварно си го прават своето. Се појавуваат многу, значи ги знаеме сите, онака Кери Хилсон ги има, се појавува и дури, знаеш, ќе звучи смешно, ама дури на пример како некои такви кои што се многу познати, како Pussycat Dolls и нешто такво кои што се појавуваат малце погасно. И тие имаат директно влијание, не можеби толку ко Алија или некој, но сите се резултат на се тоа што се дешавало во late 90s и early 2000s, за тоа сето да се пренесе и за R&B да стане еден од главните хитмейкери и во средината на 2000-ти години на првата декада. Точно, кога ја спремавме музиката и кога спреми планот за вечерашна емисија, ја спомна Еми Уайнхаус. И мислам дека тоа ти беше прав погодок, ја можеби ќе изумев Еми Уайнхаус кога беше активна, кога беше жива, rest in peace Еми Уайнхаус. Бев доста помлад, бевме двајцата доста помлади, али не знам зашто уште прв пат кога ја слушнав, најверојатно на радио или некаде на телевизија, немам појма. Ми го фати вниманието, ми го зема вниманието, ми се допадна многу и се осеќа влијанието на хип-хоп, на незината музика и на незиниот живот општо. Документаразот кога гледав уште толку се потврди тоа. Салам Реми, еден од има многу продуценти што се многу добри. Кој што не знаеме за нив. Салам Реми е еден од нив, да. Онака, и што повеќе слушаш музика од него, сваќаш зашто е толку добар. Тука се соработките со нас, цело влијание, студиото во кое снима на музиката. Еми Уайнхаус можеби не е хип-хоп, али влече голема инспирација. Еми Уайнхаус е хип-хоп според мене. Влече голема инспирација таму. Можеби тоа е контроверзно мислење, онака, ама Еми Уайнхаус и тоа конекцијата со нас ми е еден од милените рап хип-хоп моменти воопшто. Посебно и тоа дека нас и ден денес и користи онака и ја возвишува Еми Уайнхаус бидејќи стварно биле многу блиски. И кој што каже и дуртворела онака и првиот албум, па и нејзиниот легендарен албум Back to Black онака е full of hip-hop influences. Да. За после тоа пак да биде и сам влијание на хип-хопот бидејќи многу голем има многу моменти каде што Еми Уайнхаус се користи ко семпл за некои одредени хип-хоп траки. Undeniable е нејзиното влијание, мислам дека стварно ја промени играта бидејќи таква искреност во музиката кој што има она ретко се гледа кај артисти без разлика дали се мажи или жени. И мислам дека заслужени и се цвекињата што си ги добива за нејзиното творештво и се тоа што има направено. И мислам дека има одличен contribution онака воопшто за хип-хоп музиката и за R&B и за тоа се што има направено. Дефинитивно. Ке слушаме музика, ке слушаме по една песна од Еми Уайнхаус и од Алија, но ке слушаме една песна од Миси Елиот. Ајде да позбориме малку за Миси Елиот, додека сме тука на почетокот на 2000-тите, како ера. Миси Елиот е еден лик еден артист кој онака целосно има изградено буквално свој стил, она е многу уникатна. На Hip Hop Evolution документарцијата исто тоа се збори кога се збори за Timbaland и за неа. Онака тотално едно различно персоналити, како човек е различна, музиката е различна, флоуто е различно, стилот на облакање многу уникатно. Искрено не би знаел од каде да почнам бидејќи стварно и важи за еден од најкарактеристичните женски, ако не и воопшто, значи воопшто артисти во хип-хоп музиката. Буквално онака има многу game changing моменти во нејзината кариера бидејќи искрено мислам дека и ден денес се уште онака восеќавање ми се нејзините спотови прво. Да. Продукцијата која што има. До тогаш Timbaland иако продуцирал, не продуцирал така како што продуцирал за Миси Елиот, кога можеш да слушнеш Timbaland продукција за било кој друг артист и продукција негова за Миси Елиот секогаш е поразлична и најкарактеристична. Мислам дека баш за тоа се збори Hip Hop Evolution, ако не се лажам, баш тоа е како спојки на артисти со продуценти, баш се спомнува тоа дека. Да. Нејзиниот прв албум буквално онака е направен во 2 недели, брат. Седнале заедно со Timbaland во студио и во late 90s успеале да креираат музика за 2 недели да искочи феноменален албум. Кој што кажа, таа пак ја зазема и она другата страна наспроти Lil Kim бидејќи се појавува во истото време. Нејзиниот деби албум, ако не се лажаме, во 97 година. И таа ја зазема другата страна бидејќи е флеши на свој стил, не го продава својот секс апил или едноставно само успева тоа да го прави преку начинот на кој што се облака, бидејќи стварно е екстравагантен онака over the top.
своите вижуалс кои што ги напоменав, бидејќи се многу карактеристични и до тогаш многу се футуристични, би рекол, бидејќи секогаш има онака малце футуристичен аспект на нив, ако се сеќаваш добро. Сеќавам се менува фокусот, се менува се зголемуваат со големи глави, со големи тела, со многу убрзано, успорено, различни бои, лета, онака планети, се исеш. Кој што ги збориш, онака ми праќаат низ глава и многу е смешно дека стварно тогаш и кога се дешаваше се тоа и онака кога бидејќи стварно бевме мали, зборам веќе 2005-2006 кога дремев онака пред телевизија кога гледав спотови, онака MTV да начекам да пројде нешто. SMS. И буквално онака стварно еден уште од тогаш онака ми падна во очи бидејќи стварно изгледаше малце поинаку и тоа не го прави лошо, тоа го прави добро бидејќи една од најпозитивните карактеристики за неа, бидејќи стварно еден од најкарактеристичните артисти воопшто. И не знам од каде да почнам, брат, има неколку undeniable hits, онака албуми цели кои што не знам, за ден денес важат за едни од најуспешните и мислам дека ако не се лажам, ова не сум сигурен, но мислам дека и еден од продаваните женски артисти, мислам дека има некаде продаено над 30 милиони низ сите албуми што ги има извадено, што е феноменална бројка за еден ваков легендарен артист. Дефинитивно, и само ќе кажам дека незината музика дефинитивно е онака многу голем, многу позната, бидејќи кога да се пушти во Скопје, без разлика дали луѓето, најчесто како прво луѓето ги знаат раките, ама и да не ги знаат, секогаш има добра реакција поради битовите, поради незиното рапување, општо оверал звукот на траките. Undeniable, како што викаш, Миси Елиот е многу важен лик во историјата на хип-хопот, без разлика дали е машки или женски. Апсолутно, се слагам. Не слушаме малце музика, може? Идеме. Алија, Еми Уајнхаус, Миси Елиот по една трака. Уживајте, тоа е се што ќе слушнеме од, да речеме, постарата old school генерација, која може така да се нарече. Па правиме fast forward денес, крај на 2010-тите и почетокот на 2020-тите, каде што се наоѓаме и сега. Идеме со Алија, back and forth, пишете ни у чет. Се надам дека ви се допаѓа оваа селекција. Now let me see you go back. Pandemonium, Headquarters, On Fire. Се крена атмосферата кога сме у диско. Од која е најслушната песна година дена, ја најслушната сигурно. Исто, ја може би поише. Сега тоа ќе велев. Не помнам кога последен пат имам слушнала песна, ама мило ми е дека ја пуштив. Ова е една од најголемите класици на 2010-тите. Се излезе во 2012-та, во моментите кога трапот го изгради својот звук и кога слушнав ова, кога слушнав Ријана на ваков бит, си реков тоа е тоа, подобра комбинација не можеше да се случи. Ова е следното нешто. Ријана го ембрейсна целосно трап звукот. Да. Потоа знам дека направија ремикс со Rick Ross, со 2 Chainz, ако не се лажам, со Lil Wayne, тоа беше исто лудило. Ова е за мене еден од тие најлегендарни моменти на Ријана, бидејќи беше предвестник на се тоа што се случуваше покасно. Така. И мислам, не за џабе ја пуштивме Poured Up, бидејќи има, Ријана знаеме дека има и пред тоа и после тоа има многу хитови, но ова беше некако златната средина каде што и Ријана го направи на пресвратот во својата кариера, каде што онака стварно се покажа кој артист и стана од онака pop girl from the islands од Барбадос, поп девојка млада, тоа беше уште имаше поп хитчиња она, стана у сериозен артист, малце повеќе неки хип-хоп, иако она е многу повеќе од хип-хоп артист. Факт. Овој период баш и беше онака многу се изгради и премина, како што кажат, и во некоја друга фаза. Така и после да заврши со Анти, каде што се отстрани од се живо и диво. Но интересно е дека Ријана ја знаеме и мислам, поправиме ако сум грешка, ама не беше Wyclef Jean тој што ја пронајде Ријана на еден начин? Може би, ама не сум сигурен. Panda Replay не е нешто со негова продукција или нешто такво? Сигурно има нешто вмешано прсти таму, али не сум сигурен. Има многу што да се збори за Ријана, за Бионсе, може да направиме посебен спешал и нема да биде доволно. Верувам дека многу од луѓето што не слушаат, па и дури ние и сите онака општо во светот, мислам дека знаат многу за нивните кариери, за нивните животи. Инаку последниот албум на Ријана излезе пред повеќе од 5 години, чекаме нов албум. Мислам дека они се многу значени, но не би зборал за нив сега, бидејќи се знаеме колку се важни. Луѓето од нашата генерација имаат израснато со Бионсе, со Ријана, таа генерација,
и мислам дека нивното влијание, нивното значење не ни може да се опише со зборови. Джабе би зборале. Да, едноставно само и кој што кажа, бидејќи сме пораснати во ова време, дури и луѓето што се помлади од нас, свесни се за влијанието што го имале онака и Бионсе и Ријана, едноставно неприкосновени си нивните кариери и нивните таленти, колку и да ќе бидам искрен, не сум некој најголем фан на Бионсе, ама не можам да го одземам тоа и тоа што го има и нејзиното влијание околу сето тоа. Точно, се слагам со тебе. Тука е Сиара, тука има многу девојки 2000-тите, 2010-тите кои активно работеа, но би сакал да направиме еден fast forward до денес. Пред да го направиме тоа морам да спомнам MIA, еден артист кој верувам дека и тебе ти е меѓу подобрите, еден таков алтернативен хип-хоп, не би рекол дека е под радарот, али би рекол дека под мејнстрим радарот целиот свој живот. Да. Со многу големи успеси, со многу уникатен звук. И тоа што мене најмногу ми се допаѓа, постојано експериментирање, постојано влагање во води во кои не се осеќа комфорно или се осеќа комфорно, и он е едно од првите кои го ембресна трапот. Знаеме дека имаше долга врска со Дипло во моментите кога тој најмногу експериментираше, а со тоа и она траката Paper Planes ми е едно од, ја би ја ставил топ 10 траки од женски MC. Со тоа што знаеш, ќе се согласам со тебе онака за MIA, бидејќи стварно е еден таков артист кој што кажа алтернативен пред се, кој што не се плаши да влезе во непознатото, во длабокото и да се пронеде таму. Многу е интересно дека стварно кога ќе ја земеш нејзината кариера онака и нејзината дискографија, вака која би ја подрела линарно и нема некој линарен поредок, едноставно цело време онака флуктуира некаде горе или некаде доле, едноставно стварно е таков артист кој што не можеш да го ставиш во некоја кутија. И да, факт е дека е карактеристична и тоа, кој што кажа, баш во тоа време 2012-2013, кога веќе почнало на трапот и 2014 и Diplo со Major Lazer, сите тие работи ја тогаш веќе мене ми падна на радот, има некои легендарни песни кои што не можеш да кажеш дека не се влијателни за она. И не се, знаеш како репрезента едноставно за женскиот глас во хип-хоп музиката. Да. Почетокот на новата декада на 2010-тите донесе артистот, женскиот артист кој ја би рекол дека владееше во претходната декада, иако со исто така со ups and downs, тоа е Ники Минаж. Ники Минаж дојде на едно место, пополни едно празно место кое, да речеме, полого време стоеше празно, од Лил Ким таму, можеби од Лорен Хил, значи едно 10 години или да речеме од Миси Елиот, мада не би ја споредил со Миси Елиот. И ја не би, ја поише би ја споредил, дури би повлекол паралела помеѓу неа и Лил Ким, брат. Значи долго време, некои 10 години имаше празно место, Ријана, Бионсе се беа многу повеќе од тоа, Ники Минаж се појави, еден вистински MC, ако може така да се рече. Па е, брат. Девојка која доаѓа од рапот, значи има корени во хип-хопот, и стилот е хип-хоп, иако сега после 10 години стана многу поп и уште на почетоците имаше тенденција да отиде многу поп и отиде го направи тоа. Но мислам дека она донесе свежина, направи некоја преродба на тој 90-ти момент на Лил Ким, донесе нов бран и многу артисти после неа го следеа тоа и се надоврзаа на тоа. И знам дека многу девојки од нашата генерација ја сакаат многу ја слушаат. Види, си има своји моменти, кој што каже има ups and downs во целата кариера, но уште кога се појави на сцена и со самиот факт дека беше affiliated со една од највлијателните групи на денешницата моментално. И она придонесе многу за тоа. Они направија еден клик као Bad Boy, као... Да, бидејќи и стварно и го има тој класичен клик каде што имаш продуценти, го имаш највисокиот рапер, го имаш неговиот сајдки кој што беше Дрейк во тој момент и на крај го имаш тој женскиот вокал или женскиот артист кој што лоуки уствари можеби и најдобар од сите три. Да. И факт е тоа, значи него велам онака, едноставно верувам дека Ники Минаж е сериозно добар рапер пред се, бидејќи кој има покажано тоа на безброј пати и она неприкосновено е, да, брат. Правевме спешал за My Beautiful Dark Twisted Fantasy, пишувавме, пуштавме тука музика, го спомнавме тогаш, мора да го спомнем и сега. Незиниот верс на Monster е топ, најтоп што може, во едно друштво на легендарни, најлегендарните траки. Апсолутно, брат. И има можеби најдобар верс на најлегендарниот албум од нашата генерација и ера. Тоа е тоа. Што е голем успех. И ако некој од страна рече, Ники Минаж можеби е поп, можеби ова, можеби она,
Не, значи она е и го има и тој момент, али корените и основата пред се е хип-хоп, дефинитивно, бидејќи и кој што кажа, например, и дури и на Pink Friday, кој што е онака има многу поп моменти, има многу поп елементи, но на крајот на денот има моменти каде што рапува, каде што го покажува тоа. Факт е дека бидејќи споредбата и ете, би рекол дека со Lil Kim, кој што рековме, но работата е дека Lil Kim и моментот кога Lil Kim творела, не постоела и најдоминантна музика била хип-хоп и само хип-хоп музиката. Не била поп музиката кој што била кој што е сега. И затоа Lil Kim и немала потреба да интерполира звуци од поп музиката или да го жртвува на еден начин својот стил за да може да се стави таму каде што е. И додека Ники Минаж морала да направи неколку такви жртви каде што дури во својот деби албум Super Bass и уште кои не сите тие песни значи ги имаат тие поп моменти, но мене искрено колку и да не ми се свиѓаат тие песни, не ми одзимаат од нејзината вештина и тоа што знам што може да го направи. Едноставно тоа се сведува на тоа и стварно верувам дека кој што кажа за 2010 од 2010 до 2020 она ја држеше таа декада ко кралица онака на хип-хопот, бидејќи едноставно ја немаше, кој што кажа, Ријана и Бионси не се тоа што може да биде Ники Минаж, бидејќи тие се дел од хип-хопот, но не се раперки на крајот на денот. Тие се артисти, R&B пејачки кои што ги користат своите вокални способности. Во голем дел Ријана и Бионси не ги пишуваат своите песни, едноставно други луѓе се погрижуваат за тоа, додека Ники Минаж на другата страна е артист кој што сама си ги пишува текстовете и едноставно тоа ја дели од се друго. Така, мислам дека и на еден начин ја превзема и она круната од Lil Kim и тука го продолжува тој Rain. Што подоцна се можеби доаѓаат во опасност од страна на Cardi B, али ќе стигнеме и до тоа. Да го поздравам Курчо, само коментари ме заебава. Вистински рап, вистински MC. Да. Некогаш го кажувам на шала, некогаш го кажувам дека стварно го мислам, али се знае на што мислам кога кажувам тоа. Мора да спомнам уште неколку артисти пред да слушаме музика, дека во тој формат правиме денеска. Young M.A ја спомнавме, уште еден артист. Би рекол underrated, но и не толку underrated, она не е во ниједен момент не беше толку, не се експонираше толку, немаше некој успех, иако има неколку стрит и клаб бенгери Undisputed. Види, тоа мислам дека она е дури и по неграфираната верзија од Ники Минаж, каде што е само рапер, нема никаков поп апил за неа. Едноставно е тоа, значи тоа што пуштавме од 90-ти, онака The Lady of Rage и се тоа, мислам дека Young M.A го има тоа, го има она мејнстрим апилот колку што го има, бидејќи стварно е добра. Битовите кои што ги селектира за своите песни се стварно тие што се трендовски за денешницата, значи не западнува во некои алтернативни води или не западнува, не навлага во некој потрадиционален звук, едноставно го прави тоа да звучи свежо, но го прави на хип-хоп бит и многу ми се свиѓа, стварно е добра и мислам дека е underrated во одреден дел, бидејќи иако многу луѓе ја сметаат за добар рапер, мислам дека не доволно луѓе ја сметаат за добар рапер. И на тоа додава незиниот изглед и незиниот став и незината апил, апил. Целиот незин апил го прави тоа. Бидејќи не е нешто што го гледаш секојдневно во хип-хопот, баш напротив, многу уникатна во тоа. Да, апсолутно. Ќе слушаме нешто од Ники Минаж, Young M.A, потоа и Дани Леј, па се враќаме во живо да збориме за останати женски артисти во кои ни се допаѓаат во моментов и да излеземе, односно не. Ајде тоа. Идеме со Ники Минаж, Barbie Dreams, значи враќање кон корените со еден семпл од Biggie, Young M.A Big, Дани Леј Моник. Уживајте. Идеме денеска максимум додека ни дозволува микселар. Уживајте. I'm looking for a nigga to give some babies, a handful of Weezy, sprinkle of Dave East. Man, I ain't got no type like Jimmy and Sway Lee, but if he can't fuck 3 times a night, real fucking hot girl shit. You know, young Tina Snow still going hard on the hoe. Ова е Southside Forever фристайлот на Megan Thee Stallion кој излезе пред неколку недели. Не сме имале време да го презентираме на Pandemonium Radio, за жал. Го нема ни на Spotify, моментов ги има само на YouTube. Но мене ова ми е многу fire трајче, што ќе кажеш за ова? Ова е една од ретките работи што ми се свиѓа од Megan Thee Stallion, искрено.
Ова е фаер, ова е предобро. Мене Ова ова- дури ме изненади многу, искрено. Мене ова ми исто така предобро и мило ми е што го пуштаме баш во оваа конотација, бидејќи ќе бидам искрен, најновата генерација на популарни артисти, женски посебно во Америка, знаеме дека тоа важи и за машките, додуше сме го збореле повеќе пати на Пандамониум радио шоу и сме пишувале за тоа, но најпоследнава генерација од последниве 2-3 години предводена би рекол од Меган Thee Stallion, али има и тука и некои други као Saweetie и еден куп други под наводници речет девојки кои прават таква музика која никако не може да резонира со мене и начинот на кој што они ја презентираат онака воопшто не ми легнува едноставно музиката, не знам како да кажам. Види, и мене тој апил не ми е во целост, онака има некои само као има некои моменти каде што ми се свиѓа стварно и на пример ја поштојам Меган Thee Stallion, пошто многу ме потсеќа на Ники кој што бидејќи знае да рапува и пошто си ги пишува своите текстови и све тоа многу ми се свиѓа. Ама на пример не можам да го сватам целиот тој апил онака околу сето тоа и ретки се моментите кога ми се свиѓа и кога ми е кога сум привлечен на тоа и кога сакам да го пуштам пак. Ја мислам дека Cardi B го почна тој бран и мислам дека одлично го извозе и она се појави во моменти кога Ники Минаж не беше толку активна, влезе на сцената со една многу интересна приказна од каде доаѓа, како доаѓа, еден многу интересен и ро начин на искажување на несрамење од својата позадина, на прифаќање на своите различности, на своите корени, на тоа од каде доаѓа и каква е таа самата, што мислам дека беше одлично за неа и мислам дека луѓето го осетија и го прифатија многу директно и многу искрено и затоа имаше под наводници инстант успех, бидејќи стварно беше као што треба и приказната и се останато. Да, го извозе тој момент и тој wave кој што треба и затоа е таму каде што е. Го изигра многу паметно, извади супер албум, краток, доби Греми за тоа е исто дискутабилно дали го заслужи или не. Не е заслужен, брат. Има многу хитови. Јас знам како диџеј пуштавме едно време, имаше 5-6 песни од Cardi B кои постојано беа во ротација, кои и допред да почне короната исто беа постојано, како Bodak Yellow, една од песните која можеби ја одбележа оваа последнава ера, мини ера од хип-хопот. Без фичер имаше голем успех на својот прв сингл, така да Cardi B беше лик кој го донесе тој момент, но мислам дека сите други кои се појавија после неа некако едноставно не се за мене. Можеби јас ја надраснав таа музика, истото важи за американскиот хип-хоп во целост, но едноставно цел тој речет мувмент мене лично не ми се допаѓа. Да, знаеш како? Извини што те прекинав, ама мене на пример сега да не навлагам во длабокото, ама има некои во секоја ера има такви артисти кои што ќе го прават тоа. На пример, додека беше Lil Kim активна во 2000-ти, на пример, на другата страна беше Gangsta Boo, онака како скроз речет, скроз саут и тоа беше многу поразлично и непримено од генералната јавност. Работава сега со овие артисти е што колку и да не се свига, не дека не се свига, тие се сакани од генералната. Можеби ние сме исклучокот и поредките кои што не уживаат во целост во нивната музика, но пак на крајот на денот онака тоа е тоа, си го имаш интернетот и тоа си го прави своето. Така што не гледам, секој си е, не се расправа за вкусно, јас останувам на тоа дека едноставно ова мене онака повеќе ме отфрла и има ретки се моментите стварно каде што ми се свиѓа. Но ќе бидам искрен, кога се појави Cardi B ми беше интересно да ја пратам, бидејќи стварно имаше многу интересно, кој што кажа, приказно околу низиниот апбрингинг, како она стигнала таму и апсолутно онака и тоа дека се што направи во многу прав момент кога Ники не беше активна. Да, тука се појави Doja Cat која беше интересен момент. Траката Juicy мене беше во ротација. Мора да се спомнат тука некои ликови како Iggy Azalea и други кои последниве 10 години работат, но немаат некој поголем, да речеме, успех во поглед на албуми. Повеќе се one hit wonders или така некако имаат еден голем хит, неколку добри фичерс. Така. И тоа е тоа. Има многу такви, но би се преферил би зборувал малку за најактуелната сцена сега во моментов, бидејќи ние на Пандамониум радио шоу тој најчесто го правиме. Направивме редок исклучок да се вратиме назад, да почнеме од 90-ти да стигнеме до ден денес. Но тоа мораше да го направиме за да стигнеме до денес. Направиме паралела за да даме почит до сите женски артисти кои имаат учествувано, не до сите, до делот најбитните, бидејќи сите нема шанси да ги опфатиме. Многу интересно тоа што спомнав уште преска, дека сега веќе мислам дека со интернетот, со Spotify не важат правилата на тоа да има една кралица на хип-хоп играта во еден момент.
туку баш напротив, различни женски артисти од целиот свет, што е многу битно, тоа сакам тука да биде многу, да му даеме многу внимание, успеваат да се изградат свој wave и да се бидат во својот лейн, или неколку артисти заедно да изградат еден лейн во кој ќе може да функционираат и да се одржуваат и да си имаат и популарност и успех како такви. Не се бара сега од женските артисти да бркаат да бидат следната Ники Минаж или следната Cardi B, иако дел од нив тоа го прават. Што поуникатни, тоа важи за сите артисти, не веќе збориме дека конкретно збориме за женските, што поуникатни, што по со стил својствен за самите себе се многу поуспешни. Тоа им дава longevity во нивната кариера, ја би рекол. И кој што кажа, знаеш што е многу интересно, дека баш така, секогаш ќе постојат, и секогаш велам дека ќе постојат артисти кои што кидат по тој традиционалниот пат на индустријата, каде што онака ќе чекаат major label релиз, ќе имаат стандарден ролаут, ќе бидат пушнати од медија и од се живо и диво и од целата машинерија која што работи позади музиката. И ќе имаш артисти кои што цело време се малце поалтернативни, кои што немаат некој таков бекап и кои што немаат грб позади нив. И едноставно онака го прават тоа на свој начин, но на крајот на денот успеваат бидејќи интернетот и денешницата ти го дозволува тоа. Многу интересно тоа го свативме и од одговорите на стори, фала на сите што ни враќате на прашањата на стори. Многу ни значи кога ги спремаме овие емисии и општо кога размислуваме за стварите што ги пишуваме и што планираме да ги правиме понатаму. Приметив дека имавме многу различни одговори од многу различни подстилови, од многу различни држави. Онака имаше на цела плејада на женски артисти од целиот свет, од реге, преку dancehall, afrobeat, latin music, latin hip-hop, latin trap, до UK hip-hop, boom bap, real MCs, се до некомерцијални што ги знаеме. Што е многу добар знак, бидејќи тоа значи дека луѓето слушаат разновидна музика и дека различни артисти од целиот свет имаат фанови во Македонија, што е многу битно. Тоа и пак ја кажам, тоа мислам дека само поради интернетот и мислам дека едноставно луѓето не се пресилени да слушаат една работа, едноставно отворени се да истражуваат, да слушаат многу нова музика и тоа е тоа. Мора да кажам дека работите као Colors и Tiny Desk многу помогна, мене бар многу ми помогна да откриам женски артисти конкретно. Секому, искрено секому. Се најдувам многу пати да дознам многу добри артисти од Tiny Desk и од Colors, посебно од Colors. Од Colors конкретно Green Tea Pink, прв пат ја дознав таму со онаа песна на Downers. Tiny Desk преска баш налетавме благодарност до Облак во сукње што ни ја прати. Налетавме на многу добар женски артист кој ќе го пуштиме малце покасно. Се вика Sampa the Great. Постојано се појавуваат и мислам дека интернетот стварно е многу добар за оваа работа. Курчо ја збори од преска Little Sims. Значи британскиот хип-хоп, британската сцена е многу уникатна кога станува збор за женската сцена, бидејќи мислам дека збориме за британската сцена во хип-хопот општо, али мислам дека жените уште поизразено тоа бидејќи опфаќа многу различни подстилови и има многу добри, квалитетни женски артисти. Ја би рекол дека британската повеќе ми се свиѓа општо генерално, али тврдам дека е поквалитетна во поглед на хип-хоп и сите сродни жанрови во споредба со американската. И во поглед на женски артисти ја би рекол дека е многу позрела, би рекол, бидејќи кој што кажа влечи многу влијание влечи од најразлични култури и некако Британија, иако Америка е факт дека е melting pot, сепак е многу по еднодимензионална неголи што е UK сцената. И овде можеш, кој што каже Green Tea Pink, еден од артистите, Little Sims, шарауту Курчо, има секогаш IMDb што ја ставивме на каверот. Секогаш има некој, значи Джорджа Смит, да не ја забораиме, знам дека тие меѓу најомилените. Да. Едноставно постојат толку многу правци, подправци и култури од каде што влечат инспирација тие артисти, што се што ќе излезе од таму е се разновидно, се малце поразлично, поинакво и мене ми е искрено и попривлечно за слушање. И колку повеќе растам и слушам повеќе музика, мислам дека повеќе слушам такви артисти неголи американски. Конкретно гледано од страна на жени. Се уште неам навлезено во граим и во афробит и во UK сцената, но се надам дека тоа ќе се смени наскоро. Ке слушнеме денеска тоа дека ни дозволува Mixlr. Мора се врата малце да кажам дека многу ми се допаѓа кога женски артисти рапуваат на дрил битови. Тоа го слушнав прв пат од Дани Леј,
Сега баш пред некој ден открив по грешка една многу млада и непозната артистка која настапува, која рапува на шпански. Значи од латин сцената исто Young M.A има многу јака најнова drill track of the year, така да и тоа многу ми се допаѓа. Но морам да зборам малце за таа глобалната страна што често ја збориме Пандамониум радио. Latin music, Afrobeat, dancehall, reggae. Big up Марина, big up Ведрана кој не слуша се уште. Двајцата ја пратија Lil Ike, која е дел од екипата на Протоже од Јамајка. Заедно со Кофи во моментов најдобри женски артисти кои доаѓаат од Јамајка, мора да им се даде пропс. Не знам дали ќе стигнеме да ги слушнеме денеска, дали ќе имаме време. За Кофи веќе имаме зборевме кога правевме ретроспективата, за мене можеби најмилен женски артист последниве неколку години. Многу уникатна во својот стил и предводник на најновата реге преродба на Јамајка. Lil Ike исто така. Мора да збориме за Афробит сцената, ја спомнавме Тива Севич, Темс, само да се подсетам што имам друга ставена во плейлистата, Сими, Амаре, значи одлични женски артисти кои имаат по еден проект или само неколку синглови кои се уште се на почетоците на кариерите, но имаат одличен трекшн и популарност под наводници, популарност на Spotify ги има на различни плейлисти и си градат свој wave, што е многу добро. И види, од другата страна ја имаш и, еве, пак ја спомнам, Џорџа Смит, која што мене ако ме прашаше феноменален артист, ја би ја ставил, ако веќе треба да ја ставам во некаква корпа, би ја ставил во R&B музика, но знаеме дека има две совршени колаборации со Burna Boy и онака. Сега последната со Popcan. Има као тоа сакам и да кажам, тоа е интересно дека стварно онака е blending of styles, се дешава еден ненормален melting pot, каде што онака еден артист може да прави што сака и стварно звучи многу поприродно него ли било што може некој да направи од Америка, а да користи и да апроприира некои други култури. Не знам како да го објаснам тоа, но такво чувство имам дека во Британија се креира многу поквалитетна и многу позрела музика него ли во Америка во моментов. Точно. А од друга страна, кога збориме за женски артисти, мора да спомнеме и латинската сцена. Преска кога ги истражував, налетавме на плейлиста која се вика Fem, каде што има само музика од женски артисти кои рапуваат или пеат на шпански. Одлична плейлиста, ќе ја споделам на Пандамониум радио на стори, ако сакате да ја слушнете. Ја преска слушнав таму малце дека се спремав за емисијава. Сите знаеме дека Кали Учис имаме зборено 100 пати, пишувавме за неј. Многу ми е мило дека многу луѓе ни пишаа за Кали Учис на прашањето на стори. Многу сум среќен поради тоа, бидејќи јас и тие слушаме од многу поодамна. И мислам дека е совршен, под наводници совршениот тип на Пандамониум радио артист. Бидејќи незината музика е во исто време пред се многу квалитетна, многу уникатна, многу интересна и има малку мејнстрим апил, не премногу, значи не е онака поп, то не е нешто под наводници забегано, тука е совршен спојат различни работи и самата девојка заслужува внимание од нас. Со тоа што и само последниот албум е релативно во поголем дел на шпански јазик. Значи претходните неизини албуми се на англиски јазик и тоа ми е многу интересно дека она веќе прави таков шифт во неизината кариера, каде што и баш ја видов и на Инстаграм пред некој ден, онака си ужива во тоа, си живее во Колумбија, веќе вратена е таму и таму го ствара своето легаси го креира. И мислам дека и таму ќе остане. Мислам дека тоа и одговара, го свати тоа со син Миедо и мислам дека само ќе продолжи тоа да го прави. Премногу и лежи, преголем пазар е тоа и кога би играла паралелно на двата пазари била можеби ќе стигне момент на Bad Bunny или на нешто. Моментално е во трка со Bad Bunny, значи ако провериш на сите чартови на Spotify, на неколку од нив и веќе прва. И многу ми е мило поради тоа. Исто име. И ја слушам од поодамна. Да. И го знам целиот тек на нејзината кариера и затоа на пример такви артисти ми се многу битни, онака како Кали, ко Џорџа, овде ќе ја спомнам Рико Нести, бидејќи ми е стварно, иако таа потекнува од Америка, но е многу карактеристичен артист, бидејќи рапува, пее, прави најразлични работи, онака како знаеш како, многу е интересно дека тие не го продаваат своето и не си го нарушуваат творештото за да станат познати. Едноставно стануваат познати заради тоа што тие го сакаат да го креираат. Тоа е случајот со Џорџа, тоа е случајот со Кали, тоа е случајот со Доуџа Кет искрено, бидејќи Доуџа Кет, ако се сеќаваш, почна од една обична меме трака, брат, од Му. Да. Што онака сите мислевме дека ќе биде one hit wonder и ќе заврши со интернетот.
и после се десија стварите што се десија, колаборации со Кали, онака Undeniable Hits и ненормални бројки за да добие major release и стварно да стане тоа што е сега. И искрено повеќе верувам во нејзината визија неголи на многу други артисти кои што ете се од индустријата исфорсирани. Така што тоа пак цело време се врти кон тоа дека на денешница е многу полесно да си бидеш свој неголи во претходно. И затоа сега има веќе толкав диверзитет и многу не е расцепкана, но едноставно многу е поразлична и многу е по-вибрантна е целата сцена. Точно, заборавивме СЗА, имаме 500 места, ано малце покасно, но заборавивме да спомнеме муабетот. Нормално е некој да заборавиме, ама да. Undeniably еден од најдобрите женски артисти моментално. И многу интересно дека зборевме, не знам како и зашто има огромен комерцијален и мејнстрим успех. Многу views, огромна популарност. Јас немав впечаток дека е толку голем артист. Така, да. Не ми е јасно, не можам да си го објаснам тоа бидејќи само има еден албум Control кој што искочи во 2017 година, ако не се лажам, се уште го чекаме новиот албум и се надам дека ќе го добиеме годинава. Ама да, факт е дека има преголемо следење, онака премногу е обожавана од сите нејзини фанови и мислам дека онака многу силно ја држат во нив и не ја пуштаат, safekeeping и прават на еден начин и gatekeeping. И стварно се надевам дека ќе добиеме албум годинава да слушнеме што спрема си во овие години и ќе искочи надвор од стегите на TD. Да, многу битно. Многу битно. Многу битно. Одлично. Мора да тоа ми беше поентата сега да завршам со малце со латинска сцена бидејќи имам спремно неколку траки да ги слушнеме. Сигурно луѓето добро ја познаваат Росалија по неколку мејнстрим хитови со работката со Тревис Скот. Би сакал да истражат малце повеќе бидејќи девојката има албуми зад себе, има квалитетна музика. Последнава соработка со Бед Бани одлична, имате еден многу интересен настап од пред неколку недели во живо. Но мислам дека ќе истражат, се надам дека луѓето ќе истражат малце повеќе. Јас не сум преголем фан на Росалија бидејќи музиката на албумите премногу ми влече на таа некоја традиционална шпанска музика која не е по мој вкус, но затоа благодарение на Алекс и на Сара открив еден друг женски артист од латинската сцена, се вика Нати Пелусо, која многу повеќе, бар од тоа што има слушането, многу поише ми лежи него Росалија. Па токму затоа испремив еден фристайл, на некој начин е фристайл најверојатно од некоја сесија. Песната звучи одлично, понатаму се надам дека Алекс ќе напише текст за неа, бидејќи одамна се договараме да го направи тоа. Извини што те прекинав, ќе се надополнам со ова бидејќи ја не слушам толку многу латинова музика, например, но има еден артист кој што сега ми текна ми дое на ум, а тоа е Сабрина Клаудио. Феноменален артист. Не можам да опишам, нема зборови онака каде што ќе оставам. Има феноменален албум, предобри соработки и таа е еден од артистите кој што исто така пее и твори на англиски. Но мислам дека ќе го направи тој шифт каде што ќе премине на шпански и ќе си ја завземе својата позиција. Ја осеќам дека латинската сцена, посебно за оваа женскава страна, мислам дека има огромен потенцијал и се надевам дека ќе го искористи. Иако разбираме нешто многу малце, но самиот звук и самиот свек и самото тоа што го носат позади себе, сама целата култура дава друга димензија. На крајот на денот се работи за чувство, брат, за обичен вајб, така да. Како ја осеќаш траката, така. Да. Ајде да слушнеме Нати Пелусо на Bizarre Music Sessions. Мислам дека ќе ви изненадам со оваа селекција, со оваа трака, многу е дрска, многу е јака. Се надам дека ќе ви се допадне. Идеме Pandemonium Radio Show Women's Day Special. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas. Listening to you sounds a little Sims. Little Slims. This is 101 FM. We're live at ya. Top of the flats. Can't see us, but you can hear us. Не е 101 FM, Pandemonium Radio Show, број 18 во живо од Pandemonium Headquarters. Тоа беше траката во 101 FM од Little Sims. Big up до Курчо кој е во чатот, кој што од вчера вечерта на Инстаграм збори за неа. Big up до Мила која ми има предложено Little Sims да ја слушнам пред неколку месеци. Едното не сум преслушал премногу, но едното милените траки од неа за мене. Да, има премногу добри траки.
предобра дискографија, еден од најкарактеристичните артисти од Британија. Моја омилена трака е Sherbet Sunrise. Ако не се лажам се викаше, но феноменален артист. Не можам да нема начин како да ја споредам со некој едноставно. Ете, може би звучи лудо, но Лорен Хил на денешница, така некако ја доживувам. Фер. Има многу музика за слушање. Уште на почетокот кажав дека со самото кога се седнавме да правиме список и да ставаме песни во плейлистите, сфативме дека има овде материјал за цел ден да се слуша музика, да се збори и за женски артисти, и за различни теми околу жените во хип-хопот. Мислам да го успеавме да опфатиме колку толку бар тоа што е нешто позначено историски гледано и нешто што не е поинтересно нас во моментов. Така бар ја Така, не ни беше ни целта првично да уфатиме се, бидејќи и ти и јас имаме артисти кои што не ни успеавме да ги спомнеме. Во голем дел предпоставам дека ги имаме и подзаборавено, бидејќи консумираме музика секојдневно и дознаваме и осознаваме нови артисти on a daily basis и мислам дека дури невозможно онака, дури да ги напишеме сите на хартија, не би имале што да кажеме за поголем дел од нив, бидејќи не знаеме како да го искажеме тоа, освен да пуштиме песна, но и со тоа сме ограничени, па затоа и моравме вака да направиме еден пресек и да го видиме влијанието и да ги спомнеме артистите кои што ние веруваме дека имаат направено на еден начин онака како дека си имаат оставено трага во хип-хоп музиката. Како и во почетоците, како и во средината, така и на денешницата. И мислам дека го направивме тоа, можеби сме испуштиле некој, предпоставам дека сме ова не беа факти тоа што зборевме, едноставно тоа беа наши мислења и на нашето искуство, бидејќи не можеме се да преслушаме, не би било искрено ако истражуваме на интернет и си чепкаме и си кажуваме работи досетки кои што сме ги прочитале пред 2 сати на интернет. Ова е онака наше сопствено знаење, тоа што имаме преслушано, не се правиме експерти, не се правиме да знаеме дека поишто сме наивни сме во одреден факт е тоа, само сме луѓе, нормално е да немаме доволно знаење за тоа. Музика има премногу за да преслушаме. Но мислам дека направивме добра селекција онака за да им даваме на луѓето и да им покажеме и да кажеме некои работи. Точно, би ги охрабрил сите кои ни пишаат чет имиња на артисти и предлози за песни, да ги стават тие траки на Pandemonium Community плейлистата. Ќе ги се потрудам јас да ги ставам горе, да бидат први, така да може ние да слушнеме, а и другите сите кои сакаат, сите кои се дел од нашето комјунити, да преслушаат и да дознаат музика од вашите милени артисти. Тоа е тоа. Нека биде овој пат женски, но општо било какви било каква форма. Нема никаква разлика, но токму и тоа е задачата на комјунити плейлистата, за вие да ставате, за ние да осознаваме, а со тоа и луѓето кои што ја следат плейлистата да слушаат квалитетна музика. Дефинитивно нема друго. Ние тука ќе се одјавиме, уште малку имаме за зборање, но имаме музика до крај додека не прекине микселар уште пола сат. Со Little Sims влеговме во тој некој Пак се вративме во тој conscious момент каде што хип-хоп. Тоа да. И овде ја морам да спомнам еден артист онака кој ги има премногу, но еден од најкарактеристичните од тоа е Rhapsody. Феноменален артист кој што онака има West Coast affiliations, има соработки со Kendrick, има соработки со најголемите рапери и мислам дека онака е вистинскиот глас за жените во 2020 и 2021. Извади феноменален албум во 2019 каде што има фичерс од J. Cole, има фичерс од Queen Latifah, песната која што ја сега спремивме, се вика Hatchetsu. И мислам дека all around онака embodiment of every female rapper that was in the 90s, со тоа што го има тој swag, ја има таа енергија, ја има не знам како да го опишам, но целата неизина естетика онака многу потсеќа на тоа време, но го прави да звучи многу свежо. Има соработки со Pete Rock, има цели албуми онака со легендарни продуценти и едноставно мораше да ја спомнеме сега и да пуштиме барем една песна за да знаете зашто станува збор. Во оваа трака гостува Queen Latifah. Да, баш ја избрав и оваа трака бидејќи и тематиката е се многу надоврзува со тоа што го зборевме, бидејќи овде зборот и така да еве за прв пат ќе ве замолам да се посветите малце на текстот и доколку сте во можност да го изслушате и да сватите што зборат во оваа песна. Истото важи за следните неколку песни, баш заради тоа ги избравме вака, да се одјавиме како што треба. Траката која ќе слушнеме после Head She's Put на како се читава?
Hatshepsut. Мислам дека е некој Hatshepsut. египтјанец или некоја Добро, извинете, после таа трака ќе слушнеме траката која доставме денес, која ни ја прати Облак во сукња од Sampa the Great Energy, една трака исто во која се зборува за многу важни работи за жената и звучи многу добро, некоја фузија од афробит и хип-хоп и бум-бап или како и да сакате да наречете, одлично звучи. Потоа следува траката Pink Black Girls ремикс, веќе еднаш имаме пуштено на Pandemonium радио шоу, но моравме да ја ставиме тука. UK Thing Represent Annie featuring Georgia Smith. И потоа има селекција од некои интересни траки од Coffee, IMDb, Darko и Miss Banks, Lil Ike од Jamaica, Green Tea Pink, Amaray Simi. Ако стигнеме до таму, ако не до кај стигнеме до ќе биде окей, но посветете малце внимание на следниве неколку траки на лириксот на текстот, бидејќи се кажуваат доста битни работи. И уште една трака која, еве, сега ми текне кога збориме за ова, од D-Smoke има една трака која пrekоната недела ја слушнав сосема погрешка, која исто така збори за жената и за однесувањето кон неа од машка страна. Ќе ја ставам траката на Pandemonium Community плейлистата, дека целосно заборев да ја ставам денеска за преслушување за тука. Така да се одјавиме ние двајца тука, така да рече. Мислам дека се потрудивме, не дека успеавме, но мислам дека we did a good job. Кажавме тоа што имаме и останува и на луѓето онака да истражат и да доистражат која е улогата на жената во хип-хоп музиката и што се има таа направено и како има влијание низ целата историја на ваков жанр и култура кој што е хип-хоп. И повеќе од тоа, више 2021 година да више да ги надминеме. Апсолутно. Сите лоши однесувања, сите деградирања, сите онака дури нереално е, за мене лично нереално 2021 да треба да се збори на овие теми, али најверојатно треба се додека не биде како што треба, дека не биде еднакво, додека не биде жената почитувана и вреднувана исто колку мажите, ќе треба да се збори овој понатаму, ќе треба, бидејќи за жал вкоренето е тоа однесувањето спротивно на тоа, но мислам дека постепено се менува, искрено се надевам дека ќе продолжи тоа, ќе остане така. Мора да спомнам тука уште една работа, мора да ги поддржиме, исто како што мора да ги поддржиме машки, да се разбира уште повеќе и женските иницијативи, мали бизнеси, проекти. Имаме една многу интересна ствар, се појави нов магазин Вестник, кој се вика Срекни вести, излезе пред некој ден. Јас имам интервју таму, Вестникот ќе може да се набави на неколку места низ Скопје, ќе има приказни за успешни и позитивни работи кои се случуваат во нашето општество. Ќе напишам нешто малце поише за тоа, деновиве на Инстаграм, али и не само тоа, многу други работи кои ги прават девојките и жените, мора да ги поддржиме безрезервно. Апсолутно, брат. И више да заврши оваа глупост и да бидеме сите еднакви, така би. Тоа е тоа. Мислам дека само тоа е единствен начин кој може да се продолжи понатаму. Немам што да кажам понатаму, тотално се слагам со тебе. И мислам дека веќе каснеме со тоа, така да време. Време уште една работа. Ако има некој муабет, ако сака некој да прави поише муабет за ова, да пише, да дојде да збориме, Pandemonium радио шоу, ќе му остапиме место, ќе учествуваме во тоа, да развиеме дискусија која била малце подлабока од само музиката, бидејќи на крајот на денот платформата треба да искористиме за добри ствари. Апсолутно. Јас сум Марис Хреч, тоа беше Activity, ова беше Pandemonium радио шоу број 18, Women's Day Special, 6-8 март. Идеме со неколку conscious траки, Rhapsody, Sampa the Great, Annie, Georgia Smith. Уживајте, поздрав од нас. Има музика уште пола сат, така да останете со нас.